Сега, бидејќи минатата сабота направивме прекин, зборувавме за пченица, сакаме да се надоврзиме сега на предходниот дел, затоа што ова испадна како во два дела. Ќе ми простите, но оваа тема за мене е многу битна, па затоа и може и ќе повторам некои моменти, за да се надоврзим и од предходниот пат. Тоа е темата за покајанието. Што е покајанието? Покајанието, односно во покајанието е вклучена жалост поради гревот и одвојување од него. Сега, како што видовме тогаш, само ќе нафрлам некои карактери библиски, некои не ја сваќаат вистинската природа на покајанието, односно не жалат заради гревот, туку жалат заради нешто друго, нити пак се одвојуваат од гревот. И затоа и ако нема вистинско покаяние, нема ни прошка од Бога и остануваме, како што кажав минатиот пат, заглавени таму уште на почетокот во предворието во светилиштето. Исав е спомнат како пример, овие неколку примери од патот кон Христа, всушност што се спомнате, јас сега ќе додадам уште два, едниот од карактерите ќе опоручуваме следната поука, на Зоран повторно се поводи темата, за Ахан, позната случка, и за Гај, но ќе стигнеме до Ахан. Исав, кога сватил дека за секојаш го загубил првенството, плачел, како вели таму во Евреите, еден стих, со солзи го барал. Меѓутоа, не го добил, нели, барал и тој да биде благословен од татко му, меѓутоа не добил ништо. На Исава, што му било криво? Му било криво за материјалниот дел, односно материјалните привилегии што ги носело првенството. Воопшто не бил заинтересиран за духовниот дел и така да тоа негово покаяние не било вистинско, затоа што се кајал заради последиците што сега ќе ги трпи. Валам на патот кон онаа задача, од која што никако не се откажал, иако кога ја ги барал од Бога знак, Господ да му каже, да му проговори, Кобајаги се покајал во кој момент, кога му го попречил патот ангелот со мечот. Значи, од страв по неговиот живот, Кобајаги се покајал, но дали ја сменил својата намера? Значи, покајанието, одвраќање од гревот, како што вели и Петар, сеќавате минатиот пат спомнавме втора глава дела апостолски, она негова проповед после изливањето на Светиот Дух, вие го распнавте Исуса и тие ги засегна, вели, во срцето, што да правиме, покајте се и обратете се, или крштевајте се подосна, вели. Обраќање, свртување. Меѓутоа, кај Валама тоа не го гледаме, туку тој продолжил по својот пат. Значи, повторно јасно се гледа дека немало никаква, не се јавила никаква одвратност кон злото кај него, значи немало промена на неговите намери. Откако го предал својот Господ, Јуда Искариотски извикува во Матеј 27:4, јас сгрешив што предадов невина крв. Јасно му е што направил, меѓутоа ова признание се оттргнало од неговата грешна душа под неподносливиот притисок на свеста за вината и во страшно очекување на осудата. Последиците што му се заканувале го исполнувале со ужас, но во неговата душа немало, тоа е многу клучно, тоа го нагласивме, што немало, оно што треба да го има при вистинското покаяние, што ќе го покаже Давид и што се гледа во 51. псалм, длабока тага што го кине срцето. Не жалел што го предал пречистиот Божи син и што се откажал од светецот Израелов. Фараонот е интересен.
тип, некогаш ние сме многу слични на него. Додека траеле казните, као се кајал. Ке поминала казната, повторно пркосел на Господа. Ке дошла казна повторно. Затоа што не се трпат последиците, знаете. И тоа е така, може би некојаш во нашиот живот. Ке се сменат малку околностите и ние сме ќе пркнеме, што вели братјани. После ќе најдодат некои тешки околности, сосема друго. Значи, воопшто кај него немало исто така знаци на вистинско кајање. И сега дојдеме кај Саул. Овие се двата лика кои што ги додадов се, интересни ликови. Саул, знаете дека му заповедал Господ нешто слично што поручувавме овие две саботи за оние малку чудни, нели, наредби Божи, каде што се бара од Бог бара, значи геноцид, да се изврши тоа и над животните, и над се, буквално се. И Саул деломно го извршил тоа, не целосно, значи не само што го оставил царот, веројатно оставил многу од амалекијците ли беа, затоа што и Давид после ќе си има мака со нив подосна, па стока оставил. И сега читаме во 1 Самуилови 15 глава, 22 стих, вели, а Самуил одговори, откако, нели, овој му вика, нели, што слушам тоа блеење, нели, ти ја послушали Божите забележки? Да, ја послушам. А што го слушам тоа блеење? Епа, народот, знаеш, овци, ова, она, говеда, ама тоа за да му принесеме жртви на Господа. И сега во 22 стих од 15 глава 1 Самуилова, Самуил му одговари, му вели, дали му се на Господа помели палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Ева, она што го обработивме, слично нешто на она што го обработивме кога зборувавме за формализм. Вели, знај, послушноста е поскапоценна од најдобрата жртва, покорноста е подобра од овни. Послушноста и покорност. Оно што Господ бараше од тебе беше целосна послушност. Оно што го бараше требаше да го извршиш. А не сега жртви ќе ми носите, илјадници, говеди и така натаму, не ми требаат. Непокорноста е како гревот на вржањето, самоволието, кој што тој го покажал, е како злостор со идолите. Ти го отфрли Господовиот збор, затоа Господ те отфрла тебе за да не бидеш повеќе цар. И сега ви гледате што се случува кај Саул кога ќе ослушне ова. Коба ја ги се кае сега. Леле, нема да бидам веќе цар. Шоубаво му беше, царско столче, престол. 24 стих, тоа Саул му одговори на Самуила, сгрешив што ги прекршив Господовите, што прекршив Господовата заповед и твоите наредби. Ама, што додава сега? Се изговара. Ама сгрешив, ама зошто? Затоа што се боев од народот и му попуштив на неговото барање. Подсеќа на некога. Па Пилат исто, попушти, ајде Пилат, ова е Божиот цар, првиот цар на Израел. Попушти на брањето на народот, значи се кае као за непослушноста, но неговото објаснување дека се плашил од народот открива дека неговиот мотив не е да го удоволи Бога, туку да си ја зачува својата позиција и честа пред луѓето. Па и Арон бил во некоја слична ситуација, знаете, оној притисок кој го извршиле телето да го направи. И веднаш потоа Самуил, тоа уште додатно се гледа, дека му е заради честа повеќе, додава во 30 стих, го моли Самуил, вели, Саул му вели, согрешив, но сега направи ми чест пред старшините на мојот народ и пред Израел и врати се со мене за да му се поклонам на Господа на твојот Бог. Честа за, значи, јавниот углед му било поважно од тоа што му сгрешил на Господа, што не го послушал до крај. Повторно гледаме, значи, не лажно покаяние, значи, ова
Не е она покаяние кој што треба да биде. Значи, жал заради гревот, заради стореното и оставање на гревот. Знаеме дека Саул не само што не го оставил, тој свој пат, знаеме, до кај ќе заврши. Од страшна работа за жал, меѓутоа од цар, кој што бил исполнет на почетокот со Духот Свети, потоа отишел сосема во другиот правец. Послушайте го овој цитат пред да го спомнам на Ахан од Патот кон Христа. Тоа е онај што одговара на Саул, значи како тој всушност станал нечувствителен, морално нечувствителен. Она што се случува кога, она што го велам јас, она што е најстрашното. Значи не е страшно кај нас, значи кажува 1 Јованова 1.9, односно 1 Јованова 2.1 ли беше. Значи ако сгрешиме, имаме застапник на небото. Но не се страшни поединечни гревови, страшно е состојба. Значи, кога човек се наоѓа во состојба, кога всушност ја губи таа, му се умртвува таа морална чувствителност и тој веќе... да го послушаме цитатот. Вели, кога гревот ќе ја умртви моралната чувствителност, оној што прави зло не ги увидува недостатоците на својот карактер, ниту пак ја сваќа стравотијата на злото што го сторил. И ако не се покори на силата на Светиот Дух која осведочува, ќе остане делумно слеп спрема својот грев. Неговите признавања не се искрени ниту сериозни. Кон секое признавање на својата вина, тој додава оправдување, што го гледаме тоа кај Саул. А тоа го видовме уште на почетокот, всушност, тоа се последиците на гревот кај Адам и Ева. Жената што ти ми ја даде. Змијата што ти ја направи. Она ме натера да сгрешам. Не, кај вистинското покаяние ќе видиме кај Давид нема никакво изговарање. Не. Тој целосно се открива пред Бога и нема што да крие. Нема што да се изговара. Значи, кон секој признавање на својата вина, тој додава оправдување како изговор за своето однесување, тврдејќи дека никогаш не би го сторил она за што е обвинет, кога не би го присилиле на тоа одредени околности. Духот на само оправдувањето потекнал од таткото на лагата и се јавувал кај сите Адамови синови и ќерки. Ваквите признавања не се вдакнати со Божествениот Дух и Бог не може да ги прифати. Вистинското покаяние го наведува човекот сам да ја понесе својата вина и да ја признае без мамење или лицемерство. И еве сега овде го спомнува Патот кон Христа Павле. Павле е еден прекрасен пример. Вели, не се обидувал да се заштити себе си. Тој својот грев го слика со најтемни бои, не трудики се да ја намали својата вина. Што вели? Во Дела 26:10-11 вели, откако добив овластување од првосвещениците, затворив мнозина од светиите во темница, а кога ги убиваа, давав глас за тоа. И многу пати ги мачев, во сите синагоги ги принудував да хулат, и прекумерно разјарен против нив ги гонев и по тугите градови. Отворено човекот се си признал. И признанието кој што гледате е изричито, онака како што треба да биде. Не се колебал да изјави дека Исус Христос дојде на светот да ги спаси грешниците, од кои што прв сум јас, вели тој. И она што го кажавме, мислам дека дали беше синоќ тоа или во средата, кај што, мислам баш ја го коментирав и за средата беше кај што каква трансформација се случила кај Павле, значи тој од безпрекорен, така се сметал како фарисеј, доаѓа во состојба да се нарече најголем од грешниците. Тоа е трансформација, позитивна е тоа трансформација. Ахан. Што се случува со Ахан? Брат Зоран ќе ни зборува повеќе за тоа следната сабота, но јас сега зборувам во еден друг контекст. Какво било покајанието на Ахан? Ова е интересен случај во 7 глава од Исус Навин.
Знаете дека Господ како прв град што им го дал Ерихон и рекол дека ништо да не чепкаат од таму, дека тоа му е нему посветено, дека е проклето ако нешто се земе од сето тоа. Ахан си сокрил, како беше златна плочка, вавилонска наметка и 200 сикли сребро, така беше, да. И ги закопал во шатор. И сега Господ му кажува на Исус Навин каква постапка да прави. Ќе видиме баш и во пуката стои тоа дека Господ од една страна покажал милост, а од друга страна и суд. Милоста се состои во тоа што постепено, првен што рекол, ајде племе по племе. И му дал доволно време на Ахан, ако бил толку искрен, значи одма се гледа дека тоа негово покаяние не е искрено. Зошто? Затоа што почнале да доаѓаат племе по племе. И, како што вели таму, Јудиното племе било откриено во 16 стих од 7 глава. Потоа пристапија род по род од Јудиното племе и се најде Зариниот род. И сега тој сето тоа го гледа. И имал време да се покае, да признае. Ништо. Молчи. Веројатно си мислел, ке промашат. Нема да ме најдат. Ќе си сокријам некако. Кај ќе се криеш од Господа. Пристапија семејствата на Зариниот род, домакин еден по друг и го пронајдоа Завдиевото семејство. И се семејството е покажано со прст. Овој уште молчи. Најпосле Исус нареди да пристапи Завдиевото семејство, мажите еден по еден, и беше најден на крајот Ахан. И па сега, сакаш некиш ке признаеш, нели, тоа му е. И дури Исус му вика на Ахан, тој му кажува што треба да направи сега. Дури и ова е интересно. Сине мој го нарекува. Видите колко е, значи, таа мекост на неговиот карактер. Сине мој, воздај му слава на Господа, значи му кажува што да прави. Израелевиот Бог и признај му што си направил, објасни што си сторил и немој ништо да криеш. Значи, Исус Навин го поучува како треба да се покае. Меѓутоа, веќе не е во прашање покаяние кај Ахан. Тој, ако сакаше се покае и да признае до сега, тоа ќе го направиш. Господ му даде доволно време. Меѓутоа, на крајот, кога веќе беше откриен, кај ќе одиш? Тоа си ти си тој човек, што му вели Натан на Давид. И Ахан му вели на Исуса, на вистина, јас му сгрешив на Господа, Израелевиот Бог, и еве што направив. И изречето, признава. Ама џабе. Видов во пленот убава вавилонска наметка, 200 сикли сребро и златна плоча, што тежи 50 сикли, па се полакомив и ги зедов за себе. Не се е закопано среде мојот шатор, а среброто е од доздола. И тоа се утврдува дека е така. И какво е ова покаяние на Ахан? Изнудено покаяние. Изнуденото покаяние не е покаяние. И немојте да се обидувате, Елен Вајд кажува тамо, немојте да се обидувате да изнудувате покаяние од било кого. Зашто тоа не е покаяние. Покаянието доаѓа од Светиот Дух. Ви не можете со сила да натерате некого да признае или да се покае. И контрапродуктивно, може да би најчисто е тоа така. Значи, Ахан не излегува доброволно и јавно да го исповеда гревот. Поготово после поразот, што тоа не го нагласив, меѓутоа е во пулката ќе се спомне тоа, дека интересно е, пошто, ајде, во овој момент ќе го спомнам само Гедеон, зборуваме за Гедеон неколку саботи веќе, Јан изборува, знаеме дека со 300 наспроти кој знае колку илјадници беа таму. А овде испраќаат извидници во гаи и викаат, овие се малку, дај, не ни треба многу, 3000 доста се. Ама и тие 3000 биле поразени. Па после морало, биле поразени заради греот на Ахан.
после морало да се спроведе тактика Господова во заседа да ги фатат, да ги намамат као бегаат, па овие по нив па во заседа. Ама тогаш тргнале со 30.000 војска во вториот случај. Значи, сепак, видите, не е до бројката, туку е, пак ќе кажеме, до послушноста. Значи, Ахан признава само откако бил откриен преку Божиот метод на испитување и тоа е изнудено покаяние, тоа не е вистинско покаяние. Сите овие се, што ги разгледавме, се лажни покаянија и тоа се примери за нас како не треба, а примерот за вистинско покаяние го гледам во 51-иот псалм, па да отвориме таму и нема многу време за да кој знае колку го проучуваме, сме го проучувале, но да ги истакнеме некои моменти што овде се наоѓаат. Вели, кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при Вицавеа, смили ми се Боже, или помилуј ме, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот греф, зашто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секогаш пред мене. И колку пати спомнува Давид, греф, греф, мојот греф, мојот греф. Значи, интересно е што Давид му пристапува на Бога врз основа на Божјата милост. Се повикува на Божјата милост и добрина, затоа што знае дека не може да се повика нешто на некоја своја праведност. И бара бришење на гревот, миење, очистување од гревот. Значи, ја сваке целата работа, комплетно, минатиот пат спомнав и сега, значи, после олтарот, доаѓа и оној умивалник, каде што свештениците си ги миеле рацете и нозите, не внатра во него, туку покрај него. За тоа понатаму ќе зборуваме и за значењето подетално. Вели, петиот стих, тогаш го, се извинувам, четвртиот стих од 51-иот псалм, тебе, само тебе ти сгрешив. Еве како Давид сваќа што всушност е гревот и како треба човек да се покае. Ако ги читате таму главите во патот кон Христа, еве, чисто за подсетување, затоа што ќе кажам, овие се основни теми, ама мислам дека се значени, затоа што можеби не сме ни свесни, можеби повеќето од нас имаат проблем со ова. Се вели таму дека, тоа не е многу јасно, меѓутоа морам да го нагласам. На било кого и да му сгрешиш, тој е Божја собственост. Автоматски ти со тоа му грешиш и на Бога. Првенствено на Бога. И Давид тоа го сваќа и вели, тебе, само тебе ти сгрешив. И направи што е зло пред тебе, ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Значи, Давид со ова не негира дека направил штета на луѓе, туку сваќа дека кога човек греши, му греши прво и најповеќе на Бога. И се сеќавате на Јосиф, како Јосиф одговара во една ситуација, кога бил ставен во искушение, како би можел да направам толку големо зло и да сгрешам против Бога. Јосиф и овде Давид за жал сгрешил, што сгрешил, меѓутоа доаѓа до вистинското покаяние, сваќа што е гревот всушност. Затоа и треба многу често пати да се излегува пред крстот или всушност тоа е олтарот, затоа што тука, само тука и највеќе тука всушност можеме да сватиме големината на Божјата љубов и што Господ направил за нас заради гревот, значи да го премости тој јас кој што се случил заради гревот и да сватиме колку е страшен гревот, за да ни се згади од него, затоа што нема да го оставиме додека не ни се згади. И Давид овде не размислува воопшто за последиците. Што вели? Да се подсетиме, тебе, само тебе ти сгрешив и направиш што е зло пред тебе, ќе бидеш праведен кога ќе проговориш. Значи, Господе, што ќе проговориш, што ќе пресудиш, тоа, прифаќам се. Без оглед на последиците. Тоа е вистинско кајање. Нити крие, ни ништо, едноставно е спремен да ги поднесе сите последици. И знаеме какви страшни последици ќе поднесе.
Значи нема не му е жал на него заради последиците. Не, он прифаќа. Жал му е заради гревот, жал му е заради тоа што го ожалостил Господа и своите ближни го убил својот најдобар генерал. Страшно. Значи, Господе, Твојот суд е праведен, прифаќам се. Што ќе кажеш, тоа е, заслужувам тоа. Ти си прав, јас сум грешник. Значи, Давид е целосно разоружен, всушност, целосно предаден, целосно се кае. И оди дури и подлабоко, и го спомнува оној стих, што често пати знаеме погрешно, да сватиме, вели во 5 стих, значи, суштината на тоа, зашто на нас сите ни е потребен Христос, на грешникот му е потребен Христос. Таа глава доаѓа пред покајанието, уште во патот кон Христа, и тоа е така. Еве грешен сум веќе роден, во грев ме зачта мојата мајка. И овде станува збор за грешната природа, не дека сме родени во грев. Значи, еве причината зашто грешиме, заради грешната природа. Еве причината зашто е потребно наново раѓање, еве причината зашто е потребно крштевање, значи тоа предавање. Суштинскиот проблем е тоа, нашата грешна природа, која што е склона кон зло. И затоа е потребна Божја интервенција. Затоа Господ му вели на Никодим, Исус му вели на Никодим, треба од озгора да се родиш. Наново да се родиш. Не значи од вода и од дух, не од тело. Од плод. 6 стих. Ете, ти љубиш искрено срце, ме учиш на мудрост во длабочината на душата. Пороси ме со исоп, за да се очистам. Ево, чистењето, значи. Изви ме и ќе бидам побел од снегот. Кога пеевме? Денеска пеевме песна? Чист, нешто. Сабајле беше тоа, да? Дај ми да чујам радост и весело, за да се зарадуваат скршените коски. Сегавате 32 псалм, што кажува, какви му били, како се чувствувал додека го криел гревот, цела една година од прилика. Заврти го лицето, значи е сосема трансформација, веселост, радост, заврти го лицето од моите гревови, избриши го сето моje беззаконие, повторно бришење, чистење. Значи, Давид вистински сваќа дека му е потребно чисто срце, и тоа го кажа во 10 стих, Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Значи, создај ми, бара, оно исти збор, која Господ создава во првата глава од Битие. Господ, од ништо, да, буквално, да, од ништо. Тоа е таа божествена сила, тоа е наново раѓање, значи тоа е Божје дело, меѓутоа нормално мора да има наша соработка, покаяние, признавање и така натаму и предавање. Па и тоа и значи олтарот, се сеќавате во Римјаните 12 глава, што вели првиот стих, значи треба да му го предадеме своето тело на Господ како жива жртва, целосно предание. Значи, создај ми чисто срце. Не ме отфрла од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Веројатно алудира сега на Саул. Давид, ја знае него состојбата што беше со Саул. Само светиот дух не го одземај го. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ќе ги научам беззакониците на Твоите патишти, грешниците ќе ти се обратуваат. Интересно и ова. За да има ефект нашиот живот, нашето сведочење врз луѓето, а може да има ефект ако тоа е препратено пред се преку силата на Светиот Дух, мора да го имаме Светиот Дух, за да Светиот Дух делува, а за тоа е потребно, значи, чисто срце. И тогаш вели грешниците ќе се обратуваат. Ослободи ме од пролеаната крв, Боже, Боже, Спаситело мој, нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Господи, отвори ги моите усни и мојата уста ќе ја разгласува Твојата фала. Нешто слично како кај самарјанката, молчела, се криела и овој се криела една година, а потоа трчала да им каже на сите. Откако се сретнала со Исуса и било сведочија. Не ти се мили, еле го сваќа и овој концепт, значи Давид знае дека формализмот е непожелен. Не ти се мили жртви кога би принесувал паленица, ти не би ја примил.
Што приме Господ? Смирениот дух е жртва на Бога. Нема да го презреш Боже понизното и покајничко срце. Тоа е она што Господ го бара. Ќе завршам со неколку цитати од Патот кон Христа. Само овде може и мора да се нагласи дека Господ е толку многу милостив. Го гледаме Давид, убиец, прелюбник. Павле ја гонел црквата, спомнавме тие стикови. Убивал, гонел христијани. Ако ним Господ им простил, тогаш зарем на мене и на тебе не може да ни прости. Не е кратка неговата рака, значи. Но гревот е тој кој што не одвојува. Треба да го оставиме, да се покаеме и Господ простува и исцелува. Значи не може толку длабоко човек да падне во некоја тиња од која што Господ не би можел да го досегне и да го извади. И еве ги овие цитати кои што би требало да послужат за еден вид предупредување, затоа што минатиот пат кажав, ќе спомнам пак. Значи, ние со вера би требало да се наоѓаме во светињата на светињите, таму кај престолот на милост. Затоа што сме во времето на Јом Кипур. И страшно би било ако заглавиме уште тука на почетокот. Ако сме тука заглавени. Страшно. Не колебајте се, вели Елен Вајд, не одложувајте ја одлуката да ги отфрлите своите греови и со Исусова помош да го исчистите срцето. Безброј илјадници токму овде сгрешили и биле загубени за сета вечност. Не сакам да губам многу зборови во расправање за краткотрајноста и несигурноста на животот, вели Елен Вајд. Излишно е да зборуваме за тоа колку е несигурен животот, па посебно во наше време сега. И колку е краток. Но страшна опасност што не е доволно сватена, се крие во колебањето да го послушаме преколнувачкиот глас на Божиот Свети Дух и да останеме во гревот. Зашто колебањето токму тоа значи. На гревот, колку и да го сметаме за незначителен, можеме да му попуштиме само со ризик да бидеме загубени за сета вечност. Она што не ќе го совладаме ние, ќе не совлада нас и ќе предизвика наша пропаст. Трето нема. Мнозина што ја смируваат разбудената совест, со мислата дека може да се вратат од својот лош пат секојаш кога ќе посакаат. Значи, ете тоа е тоа. Значи, ти одиш и влегуваш се подлабоко во тињата и, ќе се вратам ја. Утре, задутре. Некој друг ден ќе се вратам. Има време. Да. Мнозина ја смируваат разбудената совест со мислата дека може да се вратат од својот лош пат секојаш кога ќе посакаат, дека можат да си играат со повиците на милоста, а сепак да останат трајно чувствителни спрема нивното влијание. Не. Утре вашата чувствителност не е таква како денес. Иако му прекоселе на духот на милоста, иако своето влијание го ставиле во служба на сатаната, тие мислат дека сепак ќе можат да ја променат насоката на животот во мигот кој ќе настапи страшна криза. Затоа реков, дали сме ние спремни да завршиме во затвор, во прогонства, во тоа што го читаше во последниот цитат Иван. Па дали сме ние спремни денеска на денешните искушенија, така да кажем, кои што се многу послаби, дали сега стоиме или паѓаме и тоа ќе ни даде одговор дали ќе стоиме утре. Ние не знаеме какви времења не очекуваат, вели неволи какви што никогаш не биле на оваа земја. Сериозни времења. Значи, тие мислат дека сепак ќе може да ја променат насоката на животот во мигот кој ќе настапи страшна криза, но тоа не е така лесно да се стори. Искуствата и воспитувањето во текот на целиот живот толку темелно го формирале карактерот, што тогаш само ретки посакуваат да бидат слични на Исуса. Значи да не се лажеме дека има уште време, можеме уште да си продолжиме во тој кривиот пат. Ке се покајам јас некојаш.
И ова е нешто што, мислам дека денеска некој коментираше, ако не беше Љубица, нешто слично, ќе ти текне. Дури и само една мана во карактерот. Мислам дека ти нешто зборуваше на таа тема, на пулката. Само една грешна желба, ако упорно се негува, на крајот ќе го поништи сето влијание на Евангелието. Секое попуштање пред гревот ја засилува одбивноста на душата кон Бога. Човекот кој е упорен во своето неверство, тој е тапо рамнодушен кон божествената вистина и само го знее она што самиот го посел. Во целата Библија нема пострашно предупредување против играњето со злото од зборовите на мудриот човек, се мисли на Соломон, дека грешникот ќе се заплетка во јажињата на своите гревови. Знаете, тоа некогаш е толку многу си се плеткал, не дај Боже да така, си се плеткал во тие јажиња што утре смешен дури ќе изгледаш за некого. Жалосно, а меѓутоа смешен за некого, затоа што си се плеткаш во своите јажиња. Христос е готов да не ослободи од гревот, но на тоа не присилува. Никогаш Господ на ништо не присилува. Иако нашата волја наполно му е подчинета на злото, затоа што постојано живееме во престап, и ако не сакаме да се ослободиме, ако не сакаме да ја прифатиме неговата милост, тогаш што уште би можел тој да стори? Ние сами себе сме се упропастиле затоа што намерно сме отфрлили неговата љубов. Еве сега е погодно време, еве сега е денот на спасението. Вчера баш пред да дојдат останатите, Александра беше прва на богослужението и ми кажуваше како тоа после години, баш овој стих ја удрил овака во глава, додека ја слушала својата мајка со не знам со кого тамо од незините да разговараат на духовни теми, ја удрило онака денес е денот на спасението. Денес, ако го слушаш гласот негов, не закорувајте ги вашите срца. И за кратко време почнала со промчување на лекции, знаете дека 22 беше, тука се крштеваше кај нас. Иако ја мислев цело време дека е крстено уште на времето, меѓутоа не било така. Дури кажуваше дека отишла во Марушевец, не знам која година, и место таму да го запознае Бога, она таму се запознала со цигари, со марихуана, со свашта. Во Марушевец. И ајде да не кажам сега со кого, не кажуваше. Со некој, со еден исто лик кој што го познаваме, не е битно. Но чудни се Божите патишта, сега да кажем, еве баш овој стих. Денес, ако го чуете неговиот глас, не оставајте за утре, не закорувајте ги вашите срца. Или, како вели во 32 псалм 9 стих, вели, не бидете како конј или мазга без разум, чија дивина ја скротуваш со оглавник и узда. Мислам, нема резон, рековме, со сила, никој не може да те доведе до покаяние. Меѓутоа, додека е време, ајде, еве, сега кога сме, само да спомнам ше еден стих таму пред овој, 32 псалм. Шестиот стих. Затоа нека ти се моли секој побожник кога можеш да бидеш најден, и тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Значи, додека можеш да бидеш најден. Ке те научам, 8 стих, ке ти го покажам патот по кој треба да одиш, ке те советувам, моето око ке бдее на тебе. Вели, не бидете како коњ или мазга без разум, чија дивина ја скротува со оглавник и узда, инаку не би се приближиле до тебе. Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Веселете се во Господи, радувајте се, праведници, викајте радосно сите кои сте со право срце. А за да бидеме со право срце, за да бидеме чисти, треба да бидеме чисти пред Господа, а како ќе бидеме чисти, така почнува самата глава во патот кон Христа. Како може, главата покаяние, како може човек да биде чист пред Бога? Како може грешникот да стане праведен?
Само Христос може да доведе во хармонија со Бога, во хармонија со светоста, но како да дојдеме кај Христа? Ото се цитира Петровата проповед, 2 глава, Дела апостолски, кај што Петар им одговара, им вели, што да правите? Покајте се и обратете се. Тоа е првиот чекор, меѓутоа важен чекор, многу важен чекор. Нека Господ ни помогне да се покаеме, ако можеме, не сме се покаеле за некој наш грев, затоа што не можеме да очекуваме Исус да покрие непокајан грев со својата праведност. Тоа е невозможно. Слава нека му на Господа. Амин.